Добар ден на сите. Денес во посета ни е заменик министер Ѓоко Велковски. Денес сме да промовираме проектот на детската градинка. Со тоа ќе го решиме деценискиот проблем во општина Брвеница. Да си отвараме уште една нова градинка, особена благодарност до заменик министерот, до премиерот Христијан Мицкоски, комплет владата на Република Македонија. Би му дал збор на заменик министерот да не запознае со деталите на детската градинка. Благодарност уште еднаш министре до вас. Добар ден ви. Добар ден и од моје име. Не прво да не биде фалење, меѓутоа навистина мора да кажам искрено дека градоначалникот сегашен, меѓутоа и за неколку дена од денеска со новиот мандат, мислам дека направи многу и премногу се бореше за сето ова да биде реалност денеска во секој сегмент. Ние ќе говориме секако за детската градинка, бидејќи елемент кој што во покрива Министерството за социјална политика, демографија и млади како таков. Меѓутоа, од она напад да се направи проект, комплетно да се издаде простор и сето тоа да се направи за само еден мандат, е навистина одлична работа, која што градоначалникот ваш ја има направено токму тука во Брвеница. Подносно проектот би сакал накратко да ве запознам. Локацијата кај што сме денеска ќе биде распишана постапката за јавната набавка за тендерирање на зидива на новата детска градинка тука, на овој простор, веднаш после изборите. Сега ќе поминеме информација на влада за некој ден ќе да информираме влада дека започнуваме со распишување на постапката и забрзо за неколку дена потоа и ќе се распише јавната набавка, ќе се избере изведувач кој што ќе направи, ќе треба да го исполни тоа што е проектирано, односно објектот кој што ни беше даден аплициран во министерството во вредност од над 33 милиона денари ќе биде на самиот објект. Тоа е нели во идеални услови, доколку немаме некои нормално други непредвидени работи, меѓутоа тоа се дел од договорот. Ќе опфатиме во рамките на тоа што ќе се изгради 50 на дечиња, ќе бидат опфатени во повеќе групи и ќе биде со сите потреби кои што сме ги разговарале со градоначалникот и со она што имаме како нели потреба реална искажана, дека ќе задоволиме нели доволно бројот за дечињата во овој дел на Брвеница, кај што сме денеска, да не мора да ги носат нели подалеку и да патуваат родителите, да бидат токму тука и ова е една средина која што е многу близко и училиштето, здравствен дом и другите, спортска сала, така да ќе биде една средина каде што ќе ги исполниме комплет од најмалите па се до секоја една друга потреба која што имаат не само дечињата, меѓутоа и родителите, бидејќи достапноста веќе во секоја една општина, мора да кажам, мора да стане приоритет на секој од нас и тоа е заложбата која што е премиерот Христијан. Ние како министерства ресорни, меѓутоа и самата општина и градоначалниците мора веќе да исполнуваме, бидејќи единствен услов мислам дека поред нели економската причина која што мора да кажам дека денеска е многу подобрена во многу елементи, нели плата кај вработените, приватниот сектор и така условите за работа. Она што недостапно како инфраструктура, како достапност за полесно да ги надминеме оние пречки кои што ги имаме во текот на живењето, тоа е патна инфраструктура, водоводна, канализациона, училишта, градинки, спортски сали, игралишта и така натака, се услов да нашите предсем млади сограѓани останат во местото кај што доаѓаат. Тоа е вака предуслов и ако не им го возможиме тоа, а го правиме, го возможуваме сегде каде што можеме, каде што да постигнеме и мислам дека во овие 15 месеци изминати како влада и испроектиравме, меѓутоа и почнавме со реализација на многу проекти во секоја една општина со милионски вака суми на денари кои што ќе бидат потрошени за граѓаните и за жителите на секоја една општина, вклучувајќи и општина Брвеница. Како таква, јас знам многу проекти кои што ги разговараме со градоначалникот што се реализирани, така он се ги промовира и ги поставам дека ги комуницира да меѓу себе, меѓутоа она што е важно дека ќе продолжиме. Тоа е најважно да се знае и да се пренесе на секој еден наш служител дека не само тоа што го правиме денес, туку го почнавме. Не само што ќе се завршат тие проекти. Имаме и други проекти во иднина, кои што мислам дека ќе бидат уште и подобри, поквалитетни за подобрување на живот на секој еден во пред се во Брвеница, нели како општина кај што доаѓате и вие. Така да
ќе се грижиме максимално и пред се за овој проект да биде што е можно и побрзо, да не изгубиме време и период да се гради, како што мора да кажам дека било случај за жал 7 години во Македонија, да една градинка и денеска после 4 или 5 години бидејќи лоши се биле проектите, фирмите кои што биле избрани за жал биле неквалитетни, да денеска ние 5 години градиме одредени градинки и да не бидат завршени за жал, да може да бидат во потреба на дечините. Тоа да не биде слика кај нас, бидејќи го менуваме тоа. Еве за 15 месеци започнавме повеќе од 25 објекти во Македонија, пред се во Скопје за да се олеснат, знаете колку е притисокот и таму на листите на чекање, меѓутоа и секоја една општина, како што е Брвеница и сите други кои што има потреба, ќе направиме да биде реалност да има детска градинка во секој населено место. Така да ќе продолжиме со заложбите, не само со градбите, мора да кажеме и со кадарот, кој што треба да биде дел од таа детска градинка, за да може да биде уште поквалитетен, дел на чување пред се, потоа и воспитување на најмалите дечиња, да биде на едно навистина високо ниво, бидејќи на крајот од денот тие дечиња се најважни и значат, претпоставам дека све во животот на секој од нас кој што нели ги имаме и како внуци и независно од. Така да еве даваме збор честен што се вели вака пред сите дека започнуваме за многу брзо време денеска, да ова биде реалност и се гледаме претпоставам дека на камен темовник за брзо време од денеска, а потоа и ќе следиме динамиката да биде што е можно побрзо и тој објект да го имаме тука и на сечени евенти да може за овој период кој што е предвиден или согласно договорите кои ќе бидат потпишани за да го отвориме дечињето дека да стане ова со џагор, со весел еден двор кој ќе биде дел од рамките на овој простор. Ви благодарам уште еднашка и за вниманието, меѓутоа и за можноста да го кажем ова, бидејќи мислам дека е еден од поважните проекти токму тука во вашата општина, односно во општина Брвеница. Ви благодарам уште еднашка. Твојот човек, твоето место, за твојата иднина. Направи го вистинскиот избор. Заокружи број 9.